Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Љубителите на фудбалот, особено од Автокоманда во Скопје, добро се сеќаваат на оние мигови кога се формираше Индустријалец, потоа го смени името во МИК, потоа во Скопје, а тоа денешно Скопје се надпреварува сега и во првата македонска лига. Тоа беше екипа која беше час во прва, час во втора лига, но и покрај финансиските проблеми постојано обстојуваше и некако, иако се добиваше впечаток дека е малски клуб, сепак тоа беше квалитетен клуб. Особено квалитетен беше во оние 60-ти години, кога Индустријалец почна да ги постигнува оние први резултати на фудбалската сцена. Најнапред се надпреваруваше во Скопскиот подсојуз, потоа во Републичката лига, па стигна преку МИК со новото име и до втората лига. И во тој период во клубот продефилираа многу фудбалери. За некои од нив говоревме, тоа беа Данчо Торбаков, например, или голманот Кирил Киркан, популарно наречен Лазов, а во негова сенка интересно во тој период, но беше помлад од него и беше практично резервен голман на почетокот од кариерата, беше Слободан Павловски. Слободан Павловски почна во Индустријалец со пионерите, потоа кадетите, младинците и својата кариера ја продолжи во неколку наши клубови, но најмногу се задржа во Балкан. Тој е еден од голманите кој ја испишуваше потоа историјата на Балкан, еден од најстарите клубови не само во Скопје, туку и во Македонија. Па токму Слободан Павловски е човекот кој ќе не потсети на тие минати времења, на неговите почетоци, на она како изгледаше тогаш спортувањето и како изгледаше да бидеш млад фудбалер во Индустријалец и во Автокоманда, зашто во Автокоманда сите се интересираа за фудбалот, од најмладите до најстарите. Се сеќавам, сум доаѓал на некои надпревари на Индустријалец, па имаше многу и баби таму. И баби, и дедовци, се што беше живо. Сега, ајде за тој живот, а после ќе дојдеме и до кариера твоја, до вистински дел од кариерата. Да, прво да се заблагодарам на поканата и поздрав до сите граѓани и спортисти во нашава Македонија и надвор од нејзе. Кои што многу имаме исто спортисти кои што отидоа надвор, некои се врати, а некои не се врати. Јас сум во Автокоманда од 49 година, иначе роден сум 48. Така да, мојот спортски живот почна негде 61-62 година, со младинска екипа, со младинци. Игравме, прв тренер ми беше Васко од Автокоманда, исто тој. Така да почнавме и на 16 години се случи една случка, бранам јас за младинската екипа на Индустријалец, а играме со работнички на помошно на Вардар. Денешно Вардар, помошно Вардар. Да. И во сабот игравме ние, негде до 82-3 минута 0-0 беше, тогаш Гоце Попев играше за работнички и некои други сити. И 0-0 беше, јас најдобар на терен, за 6 минути прибив 3 гола. Грешка на центар халфот еден Ѓорѓи, друга грешка трета, 3-0, не тепа. А јас капитен. И ти од најдобар. Јас капитен. На крајот. Утре дента, со книжката си ја стави во джеп, книжката од ова легитимацијата, и одам да гледам утакмица, сабајлето, во недела, графичар и првата екипа на Индустријалец. Борба за прво место, тогаш водевме, 64 година, 65-та генерава. Тоа беше во Скопскиот подсојуз за прво место, после имаше квалификации па за прва македонска лига. И тогаш бранеше за Лазов, голманот, што вие малку го спомнате, тогаш беше во војска, и бранеше еден Симов, Боце од Драчево. Иначе,
братучет или внук на Видинич, Благоја покојни, Бог да го прости. Да, Благоја легенда фудбалска, голманска. Фудбалска, голманска. Во Вардар и во олимписката репрезентација на Југославија, 2 медала. И доваѓам јас аварија да си гледам утакмица, народ, цело Скопје беше на помошно на Вардар. Тоа беше, знаеш, ти знаеш тогаш. Повеќе имаше на посуд. Па тоа беше. И доваѓа Боце, голманот, ногата толкава потечена и Балевски ни беше, Бог да го прости, тренер на Балевски змија татко му. Велфот. И шо е работа во Чичко Вел, вика, не може ногата, вика, како вика, бе, што е, не може, вика, е удри во. Добро, ајде, Томе, имавме еден, после бранеш он за ракомет. Се откажа од фудбал, се отиде за ракомет, немаше простор за во фудбалот, а иначе добар голман за ракомет. И ајде, Томе, се облакај се ти, викнете го малиот од подмалок резерва да биде. И мене ме бара, дове. А ти тамо? Те вика Чичко Вел, викам, ајде, вика, мали, се облакај се ти. Повикам, кај ќе се соберам, ја немам опрема. Еве опрема од Боце земја опрема. Копачките ми се погодија, све. Книжката ја давам, книжката еве легитимација. Тоа е она надпреварувачка книжка. Надпреварувачка. Фудбалската. Легитимација фудбалска книжка. Федерација или Сојуз тогаш. Сојуз. Да. И ја резерва. Почна утакмицава и поведовме ни 1-0. Ширилов даде гол. 1-0. Тап 1-1 ни изедначија. Така слаб гол. Густо стана. Слаб гол. 2-1 за нив. И заврши прво полувреме. Овој почна да се жали голмот, нешто ме боли ова, ме боли она. Му викам, седи мирен сега, викам, остај. Кај викам, ќе влакам, викам, сега дека човече. Само што почна второ полувреме, прва минута примаме гол. 3-1 за нив. Што правиме сега? И он каже му на тренерот, не можам ја кишвата ме боли. И доваѓа еден од управа му кажува на Велф покојни, вика, така, Томе, вика, не може, бара замена. Добро, мали, дојди вамо. Утакмицата е изгубена. Ќе си браниш како за подмладок. Готово, ајде. Не се секири, готово. Само да не примиш и ти 3 гола како вчера. Влагам, јас. Публика која, кај го најдовте, бе, леле, сега што правиме, бе, вчера 3 гола прими, вика, изгубивме вамо тамо. Зоки, која ми тргна мене што се вика, каде ја тамо топката, каде топката тамо јас, 3-2, 3-3, 4-3 за нас. Бранам ненормално. Ненормално бранам. И ги тепа. Се чудиш. Да, и ги тепа беше. Велфот плачеше. Други навијачи што беа верни навијачи наши, на раце ме носа. И така почна мојата кариера и почнав, ајде, одна другата утакмица со Циментара пак ме стави, за да уште не беше оправен овој, па со Циментара бранев, па со Славија, еве, тука имам, еве, да. Индустријалец вика се извлече со графичар ова утакмицава. И така почна и ние освоивме прво место таа сезона и играме квалификации. Квалификации играме, ама тогаш да не ги спомнувам сега глупостите Келтановски, ние купи утакмицава, ние продаде што се вика, со Маврово, со Гостивар и Гостивар влезе, а ние пред тоа игравме со Валандово, имаше предквалификации. Ги тепавме, ги елиминиравме нив и дојавме со Гостивар да играме и Гостивар влезе во Републичката лига. И тогаш што се случи, тоа е веќе 64-та, 65-та, правиме фузија со Металец. И стануваме МИК. И автоматски влеговме во Републичка лига. Пошто Металец беше и вие се приклучивте. Да, неговото место го земавме. И така почнавме, после си се врати Кирка, Лазов си дојде, Боце си отиде, Симов, и јас резерва. Сега, значи, јас сум среќен што сум бил во тоа друштво и денеска сум пријател со сите тие. Кои фудбалери беа тогаш, подсетина? Па видите, тогаш, значи, беше Анчевски, Баже, после Вардар, па Корошевски, па Палич. Со Палич заедно влеговме, бевме генерација, влеговме во првите екипи. Па Ангеловски дојде од Дебармало, што се вика од универзална сала, примен беше како да е 100 години во автокоманда. Ние никогаш не сме ги двоеле играчите, сме ги поштувале.
Па беше Бурсач, ги имавме еден двојно лице, Бурсач. Висок беше. Висок, десно крило играше. Па после едно време дојде и Николич. А Ширилов си беше таму. Ширилов си беше тука, да. Николич дојде, Љубиша Николич. Нас ни беше тамо, тогаш тренер. Малку беше Никушев, во почетокот беше Никушев, а после дојде Урош Петровски. И ти кога се врати Керка од војска... Сега Кирки, јас резерва. Сега ќе влезам второ полувреме, добри резултати имавме, ќе влезам второ полувреме. Ама не беше задоволен со тоа. Па добро, не бев задоволен. Заговорите многу незгодно, еден ако забрани веќе... Да, добро, видите... Со години се сеќавам во Вардар и ти ќе се сетиш, Муто кога дојде, забрани, Мути Бариш. Кој да е друг голман да дојде, се знае резерва. Филиповски беше десетина години резерва. Ама тука беше во Вардар. Тука беше. И така тргна работата, одевме, победи, не молеа што се вика по надвор, не давајте многу голови. Ние бевме стварно екипа прекрасна. Бошалевски играше кај нас, Бог да го прости. Легендата фудбалска, македонска, југословенска, балканска. И годините си одеа. И ти што размислуваш тогаш? На неколку пати, кога Лазов го повикува да брани за аматерска репрезентација на Македонија, ова на Југославија, брани. Тоа е, значи, голман број 1 беше, стварно. Немам тука зборови и не можам да кажам зашто он, а не ја. Ја бев за него сенка. Денеска таков голман нема. Он не боксуваше топки. Он фаќаше топка. Кој ќе рипне, фаќа и фатена е топката. Готово, парада. Нема бокс. Немаше киксови кај него или да се колева. Сега, после почнаа некои работи да се случуваат сега, што, како. Па играме една утакмица, баш Херера, Бојаджиевски. Дончо го вика. Дончо, Бог да го прости и него. Он беше тренер на Љуботен и играме во автокоманда. Ја резерва. Почнемо утакмица, пак Торбаков 1-0, 1-1, 2-1 за нив. 3-1 за нив. Се повторува она... Лазов вика, нога ме боли. Слика од тогаш кога влезе да излезам, вика. И Кипро, го знаеш, Кипро што беше и председател на Фудбалски сојуз на Македонија, Алексо, Кипровски, Бог да го прости и него. Му вика на Урош, вади го, вика одма вади го, ајде, боде. Мене ми беше спортско име Боде, Павловски Слободен, звани Боде. Сите ме знаат како Боде цела Македонија. И ајде влагај, вика. Ја влегов натре, пак ќе ги повторам оние зборови, каде ја тамо топка, каде топка тамо ја, бранам ненормално и ги тепаме 4-3. Значи исто како на она како со графичен. Деби. Да. И тука па почнуваат утакмиците, па се редат. Резерва влези ово, али и ти конечно решаваш и доваѓа да се селиш од и да се автокоманда. селамо тамо, доваѓа веќе 69 година. 69 година, затоа што Лазов кога го вика на тие аматерски утакмици со Турција, со ова, со оне, и ја бранев. Бранев прекрасно. Он бранеше и со Германија, со Италија, Турција, Тунис. Абе, каде не. И одиме ние, една утакмица во Охрид, еден дош, ја бранам дома, имав рукавици едни, од татко ми и вака ги сакав прстите за да можам да бранам, тогаш немавме ни рукавици, такви работи, опрема. И 0-0 во Охрид. Сите се чудеа на такви времења и утакмици. И дојде 69 година, пак борба за прво место, ние секогаш бевме борба за прво место, и играме дерби утакмица во Чаир со Балкан. Одиме да играме утакмицава, пак цел стадион пун, последно коло, и сега вака вика, ако ние тепаме со Балкан, а Тетекс да изгуби во Борец, Велес, ние сме прваци и влагаме во втора лига. А ако изгуби Борец у Велес, испаѓа од лига. Значи сега ако изгуби, значи во Велес се решаваше судбината, дали еден ќе биде второлигаш или ќе испадне другиот. Да, решија парите. И се што се случува? Урош Петровски тренер, го вика Корошевски, пред седиме во кабина,
да кажем, состав, излегуваат од таму и Лазо тука сите. Ја не го очекував тоа. И вика, боде на гол. И сите се зачудија. Чекај. Боде на гол. И тој, Мошале, сите Корошевски. И Лазов зема торбата, си отиде тука малку напри лош гест. Спортски гест, си отиде и бевме без резерва голман. Отиде да гледа утакмица од трибина. Ама, за среќа, пак ќе ги повторам зборовите каде ја тамо топката. А што му беше на Урошеве, што се реши за еден таков? Не знам што се случи. Не знам што се случи, а многу битна утакмица. Одлучувача утакмица. Што се случи и ден денеска не можам тоа да го кажам јас. И ние тепаме 2-0. Во Чаир. Еве, овде пишува Павловски јунак на надпревар. Павловски јунакот на надпреварот. Да. И потоа? Али што се случува? Во Велес, Борец изгуби. И влезе Тетекс. И така заврши тоа првенство. Тетекс влезе во втора лига, ние си останавме пак во Македонска лига. И ја по некоја случајност... Понад преварот некој коментар, Кирка, ти имаш или немаш? Не. Дори после на тренинг, кога се видовте здраво, како се браниме и така. И така да, тоа више беше крај на сезоната. И ја отидов во Неготин така малку на гости кај баџанакот на Бажанчевски. Правеше куќа, и ја да му помогнам ја малце лево-десно. И Неготино Вардар вика, ај бе, вика, да браниш за нас. Не бе, викам, како за вас не ќе брадаме, каде. Се враќам назад ја. А меѓутоа, пред тоа циментара исто ме бараше и ме чекаше саат типо кај Алкавит со автобусот на припреми да одам да потпишам за нив да бранам. Ја и тамо не отидов, се мислев да одам 2 автобуса, како ќе да се одам команда во Кисела вода, во циментара, на тренинг. Условите не ми беа добри. И не отидов тамо. И као за Белја некоја потпишав за Тиквешка Вадарци. А зошто за Белја? Па добро ете, дојдоа тие, ме замолија, вамо тамо, втора лига, викам, ајде ќе одам и потпишав. Нивниот голман Николовски отиде за Војводина. Тој беше добар голман. Отиде за Војводина прва лига да брани. Остана без голман. Без голман, ме зема. Мене ме зема. Имаше еден резерва, беше Јович. После беше судија, Бог да го прости, Слободан Јович. Јович, да, познат судија беше. Познат судија беше, почина он. И отидов тамо, ама тамо ме снајде голема Белја. Значи, припремите одлични, фантастични. Ицев ни беше тренер, имавме Кимов тука, Камчев, Клашев, екипа. Сеизов дојде, Таневски дојде у работнички, што беше едно момче Таневски. Он дојде, Јосифовски, центар халф дојде. Убава екипа се напри и играме пријателска утакмица со Вардар. Ме подсети на Таневски, добар играч беше. Да, добар играч. Доки се Изов Дончо, Кимов, тука беше Малинков, Клашев, екипа добра. Али уште првата утакмица во Ниш добив тешка повреда. Уште на старт. Прва утакмица. Ево, овде гледам баш... Овдека пише Павловски тешко повреđен у болници. Шта ќе да буде, како ќе да буде? Голманот Павловски во болница, Железничар Тиквеш. Например, Железничар второлигаш, беше втор клуб. По Раднички во Ниш. Место популарен. Тамо види сите играчи од Раднички игра. И тој како работнички беше клуб на Железница. Точно така. Железничар се спорт. Па затоа и името го носи. Железничар. И што се случи тамо? Тамо се случи Димитровски играше бек. Сега малку они, као малку да се зајадоа нешто у тој момент фудбалерите, па некој не дојде на таа утакмица. И ја изгубиме утакмицава, ја тешко повреден негде 47, 8, 50 минут. Како дојде до таа повреда? Па имаше еден центар шут од моја лева страна и јас рипнав убаво си ја работева, ја фатив топката, центар форот на Желенишар, бившиот
центарфор на Раднички Ниш, со глава, наместо топката, ја топката ја фаќам, он ми удара мене позади. И ја паѓам, кома. Брза помош у болница, 4 дена, шок соба. Ни жив, ни мртов. Сите штампи југословенски пишува, Павловски тешко повреđен, како ќе да биде, што ќе да биде. Не се знае ништо, она тешко повреден, вамо таму. И помина таа повреда, и ја правам пауза, дојдов овдека, лежав уште 20 дена во Скопје, у болница градска, мирување, доаѓа сите мои играчи да ме посетат. Дури доаѓаат овие се од Кавадаци, вика, ајде, вика, излегувај да браниш. Абе, како ќе бране, не можам да бранам, човече, да станам од кревет. У болница лежам, човече, Божи. Они ме бараа пак. И така да го прекинав после договорот со нив. И значи тој е еден надпревар, повреда само и еден надпревар. заврши љубовта со Тиквеш. Да. А иначе сакам да ви кажам, кога игравме пријателска утакмица со Вардар, Сократ Мојсов тогаш игра сите Спасовски овода, збориме 69 година. Да. И дури еден тогаш ми рече сега нека не се вреѓа ни Муто ни никој, јас Муто го поштувам и како човек и како фудбалер и како голман, како многу храбар голман. Ретки се такви храбри голмани да леташ ти. Сме го гледале со Загреб како лета по калта 5 метара. И овие рекоа штета што не си кај нас во Вардар. После утакмицава. Бранев прекрасно. Стварно бев у голема форма, работев многу. И тоа е, и после дојдев во Балкан. Која година? Значи практично истата година. Па истата година, такмичарска 69-70, и јас на полусезона веќе доаѓам во Балкан 69-70. И тука веќе И тука Крле, Бог да го прости, станува стандарден во Балкан. Прв голман. Тука. Ајде за тие мигови во Балкан, И реков и на одевме. почетокот еден од најстарите клубови. Најстарите клубови. А интересно друштво бевте. Друштво, прекрасно друштво, такво друштво нема. Не сум сретнал до сега. Еве толку време сум и во Скопје. Балкан е незаменлив во дружба. Тие беа како мускетарите филмот. Сите за еден за сите. Тоа беше тоа. Браќа Зафирови, Крле, па после дојде Бураку, Цоне Поштарот, па Лозарот, Велков Мите. Сега тука се второ место. Другата година Скопје Мик влезе во втора лига. Јас тогаш бев во Балкан. И не ја бранев таа утакмица со Скопје. Не можев да бранев со Мик утакмицава. Седнав резерва. Викам, ја ќе бидам резерва. Да бранам против Мик не можам. И никогаш не си бранел против Скопје или подоста веќе бран? Не. И така останав 3 години во Балкан. Како беше почетокот во Балкан? Прекрасен. Некој надпревар, кажи ни. Па, надпревари колку сакаш. Еве, овој со Скопје, например, не си го бранел од други причини. Не можев да бранам таа утакмица, затоа што ни позитивно, ни негативно. Значи, не сум сакал да изгуби, ама од друга страна, утре може би ќе бев оптужуван сега. Не можам да го заборавам времето во Мик и затоа викам не можам против нив да бранам и готово. Иначе имавме многу убави утакмици, секаде не молеа за нерешено. Кој ќе одевме надвор. Кој ќе одевте во гости. Имавме утакмица во Гостивар и се договараме 1-1. Управа се договара 1-1 да биде резултатот. Ајде, 1-1 нека биде. Тоа 5 минути, 1-0 за нив. 2-0 за нив. Абе чекате, се рековме 1-1. Тргнавте. Ама не се зафркавајте, викам, Крле, дај му ја топката, он ќе ја испушти, гол овој. Тогаш Гулеци, кои не можам да ги сетам сега што игра. Браќата Синадиновски играат. Играше таа Синадиновски борче. И викам, сега викам готово, нема, и кога се изнервирав јас. Им поведовме 3-2. 3-2 им поведовме. И ја бранам, што да ти кажам? Топка на овој не му давам. Ќе ја таму и трчам. И 10 минути пред крај доаѓаат позади гол кај мене. Абе боде, пуштај. Договорено. Колку има време? Нерешено. Уште колку има? Па има време. И ајде, 3-3.
Вместо 1-3 бар виделе 6 голови Да, гледачи. ме фати тамо 72 година, јас решив да се женам. И што правам сега? Ми нудеа работа Балкан. Ми нудеа, ама да на бензинска пумпа тогаш, сеча. Да. Ама бензинска пумпа вика не треба да работам прва, втора, трета смена, човече каде. И Да ме ставија барем шеф на бензинска пумпа, како после Урош беше шеф на бензинска пумпа. И Мите беше шеф на бензинска пумпа после. А вика, не може тоа одма, вика, ќе ставиме. Не, и ја отидов у Металург. значи да не беа фудбалериве, немаше бензин да има во Скопје, Немаше кој да да ги полни колите. Да. И Сите на бензин. отидов во Железара ме зема, Металург, тамо се работев. И тамо работев до 79 година. После отидов у Македонска банка Љубленска. И во Металург, тогаш од Балкан одиш во Металург, Металург браниш? беше тренер Илија Мојсов. Да, Илија беше на Илија Мојсов. почетокот. И така, само една година бев тамо и се вратив у Скопје. Се вратив пак у МИК. У Скопје или во Балкан? Не, у Балкан више не се вратив у Скопје. Па се вратив у Скопје и тука бранев. 70 А Металург во Подсојуз беше? Подсојуз, ама не створија услови за... А тренира исто тамо во Да, автокоманда, во автокоманда, да. Скопје што тренираше Да, тука. точно така. Комшиски клуб. Да, комшиски клуб. И се вратив ја во Скопје и 75 година, веќе крај рок мој за војска треба да одам. Ми се евува шура ми мене беше Маровиш, Орданчо Тодоровски, фудбалерот за Кокта играше, за Скопје 63, иначе беше генерален директор на Алумина, Дебар Малец. И Стојков, сигурно се сеќаваш на Стојков. Андро, Бог да го прости, он беше тренер на Треска. А играа они у Подсојуз. И првиот дел од сезоната, готово више ќе испаѓаат. Само 10 бода. И ние се собираме, ме замолуват и ме, ајде ке дојде кај нас, да му помогнеме на човекот. А ја дека тука со Андро, у Алумина работеше он. И направивме екипа. Утакмица не изгубивме. Уште да имаше уште 2 утакмици, ќе бевме прваци. Прваци ќе бевме. Тогаш беше Слога, пак беше и Балкан, беа сите. И Маврово, Гостивар. И што се случува? Играме утакмица, дерби, Треска со Маврово, со Гостивар. На војното сега, кај што е. Да. Алумина. Народ пак така како оваа со Индустријалец. Народ така вика, а ни суди еден Кумановец. Судија. И имаше тука еден играч од Драчево. Овој тие беа тројца браќа и другиот после отиду у рат. Брат му. И некоја далевера наводно направил со Маврово го купиле. И Андро вика, знам. Ќе почнеме ние вака. И почнеме ние утакмицава. Тоа по овој шева прави. 1-0 за нас, 2-0 за нас. Пенал свират. На 1-0 ни свири пенал. А немаше врска. И публика после ми кажуваат мене, Кипро Алексов. Вика, Марович прави фаул, а немаше врска за пенал. Еве, вика, Боде и Марович, вика, ја продали утакмицава. Ја го бранам пеналот. Да се прешутира. Да се прешутира. Го бранам и тој. И ги тепавме 2-0. А на полувреме ми вика тој еден од Гостивар. Колку? Викам, мене пари не ме интересираат. Јас ти кажав и тогаш. Можеме нешто да направиме, ама ние сме 20 играчи. Не сакам јас само за мене. Имам студенти, имам ученици. За сите донеси на ниво на клуб, дај пари, да, ќе ти дадеме. И ги тепаме 2-0. И од тука после отидов војска. А кога бев во Балкан, не ви кажав, 2 пати доаѓа од Борас Бања Лука. Тогаш Јан Тољак им отиде во Ријека. Ме молеа, ми нудеа. Јан Тољак и тој добар голман стигна и до репрезентација на Југославија, така имаше неколку надпревари. Немаше висина, али беше подвижен, беше еластичен. Да. И не отидов тамо ради тоа што голманското место е сепак осетливо место.
ќе примиш еден гол, некој така, еве, ќе се случи, нормално. И аут. А да си центарфор друго е. Една, ако промашиш, другата ќе ја дадеш. И така останав во Балкан, па после ти викам, дојдов овдека, и кога си отидов од војска, се вратив, пак во Скопје. Па во Скопје, па го земав и Маровиќ, па Лазе Мојсов дојде, еве има, тука имам и слика една. Добро, ќе ги видат после тие слики. Слика, имаме, правевме тука, направивме убава екипа пак. И под тешки услови, ние го направивме нашето. За тие моменти во Скопје. Да, па после дојде Сребров, тренер. Со Сребров бев, Бог да го прости, него многу кажав, Бог да го прости, нека почиваат сите во мир. Бевме куќни другари, куќни пријатели. Па онда дојде тренер, па ја уште бранев и тамо негде 81 година, 82 завршив.